Почитувани граѓани, денешната пресконференција е на тема Катица Јанева како обвинител или бранител на Зоран Заев. Јавноста знае дека Заев е виновен за обидот пуч и за организирање на една злосторничко шпионско здружение заедно со Зоран Верушевски. Ова злосторничко здружение незаконски следело комуникации и после ги фабрикувало, ги монтирало материјалите, добиени од тоа незаконско прислушкување, само за да му помогнат на Заев да сруши една легално избрана власт и да дојде на власт без поддршка од граѓаните. После постапката и аболицијата што Јанева му ја даде на Зоран Заев, јасно е како бел ден за што станува збор. Зоран Заев и Верушевски се догуша во криминал, и тоа документиран криминал и докажан, и затоа беше неопходно Катица Јанева да ги аболицира и спасува од судска и кривична одговорност. Во спротивно, специјалното јавно обвинителство ќе дозволеше процесот да заврши со судска разрешница и судот да ги разгледува и да ги цени доказите и врз основа на нив да донесе праведна пресуда, а не обвинителството да биде адвокат на обвинетите. Затоа специјалното јавно обвинителство, ако некој до вчера се сомневаше, од денес треба да знае дека нема никаков професионален, ниту институционален легитимитет. СЈО остана да биде само политички инструмент и продолжена рака на аболицираниот криминалец Зоран Заев. СЈО цела година од превземањето на случајот Пуч ја лажеше и манипулираше јавноста дека постапува по предметот и дека наводно работи независно и непристрасно. Судењето се одложуваше 10 пати, а господјата Катица Јанева се надмина себе си во измислувањето на причини за одложување на рочиштата. Еднаш беше предложението дека ги нема видено доказите, потоа го ослободи од притвор Верушевски, потоа најави дека има свадба на незината ќерка, потоа може би правеше ајвар или не знам што друго, но ништо не видовме од професионализмот кој што беше најавен во специјалното јавно обвинителство. Видовме само дека СЈО се стави во одбрана на криминалот, преку кој што беше нарушен безбедносниот систем, а со тоа се имаше за цел да се наруши политичкиот легитимитет на демократски избраната власт. Катица Јанева ја игнорираше и судската пресуда и признанието на осудениот Звонко Костовски, вработен во УБК, која ја разоткри шпиунската шема на Верушевски и на Заев и кажа на кој начин биле нарачувани прислушкуваните материјали, на кој начин биле давани и потоа веројатно и монтирани и фабрикувани. Катица Јанева игнорираше целокупна скајп комуникација помеѓу обвинетите во случајот Пуч, во која што соработниците на Зоран Заев предвидуваа дури граѓански немири или граѓанска војна, зовривање на состојбите и страдање на сите оние кои што не се дел од нивната шема. Со срамната одлука за аболиција на Катица Јанева кон Зоран Заев, ние видовме дека обвинителството, специјалното обвинителство, наместо да го гони криминалот, СЈО се појавува како заштитник на аболицирани криминалци. И веќе не постоја дилеми дека СЈО е целосно непрофесионално, партизирано и политизирано. Веќе не постоја дилеми дека СЈО не работи според законот, туку според потребите на СДСМ и председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Првата и основна причина за формирањето и постоењето на СЈО беше да се расчисти криминалот на Заев и Верушевски, кои според признанието на вработениот во управата за безбедност и контразузнавање, кој што доби судска пресуда, ја злоупотребили опремата за незаконско следење на комуникациите. Со ова одлука на Катица Јанева за аболиција на господинот Заев престанува и главната причина за постоењето на СЈО. Затоа сметаме дека јавноста треба да биде свесна дека СЈО веќе стана безпредметна институција. Благодарам на вниманието, повелете доколку има прашања. Господин Милушевски, во однос на вчерашната следба Ахмети Груевски во соопштението не споменавте дали тоа значи на нивната прва следба дека не одат како што треба разговори? Разговорите се одвиваат во една, би рекол, нормална атмосфера. Детали за
вчерашните разговори ќе добиеме денеска на седницата на извршниот комитет, каде што членовите на извршниот комитет ќе бидат запознаени со текот на разговорите и со темите кои што биле отворени. Она што ќе го имаме да го известиме дополнително за јавноста, навремено ќе го известиме, но во секој случај очекуваме разговорите во следниот период да продолжат во исто таква една сериозна атмосфера каква што е потребна на темата составување на нова влада. Продолжување на комуникацијата ќе бидат на работни групи или на ниво на лидерите? И кога ќе бидат наредната седмица? Па ќе видиме, денес после извршниот комитет ќе знаеме повеќе, сепак треба да ги согледаме сите информации, текот на разговорите и да утврдиме одредени насоки, но во секој случај ќе информираме дополнително за тоа што ќе следува. Како и да е, разговорите ќе продолжат во следните денови. Вчерашната средба во секој случај е со таа намена и цел, после добивањето на мандатот за формирање на влада, да се седне и да се разговара за состав на парламентарно мнозинство и формирање на нова влада. И разговорите ќе продолжат во следниот период, откако двете партии после вчерашните разговори ќе ги утврдат дополнителните насоки во нивните партиски органи и тела. Не мора да се брза, имаме рок до 29 јануари и ние ќе ги искористиме тие денови за сериозно разгледување на сите аспекти и на сите можни коалициони партнери и нормално на нивните и на нашите позиции. Тоа значи дека би прифатиле продолжување на мандатот на СЈО и два извршни? Нашите позиции кои што ги кажавме по тие прашања остануваат непроменети. И денес ќе разговараме потоа на таа тема, но не верувам дека извршниот комитет ќе ги промени позициите кои што веќе ги утврдил. Мислам дека се што треба суштински да се информира за медиумите и по однос на содржината и по однос на тајмингот, ќе имаме дополнителни информации во следниот период. Благодарам многу. Пријатен ден.